Јордан, здраво. Најпрвен ти посакувам добре дојде за прв пат пред камерите на Хајп Македонија. Како си? Благодарам, одлично. Еве, скоро месец дена се договараме за ова интервју и конечно да го реализираме. Поздрав сите ваши гледачи. Јордан, твоите песни секогаш се полни со емоции. Колку пати си заплакал поради љубов во реалниот живот? Па, имало доста пати. Затоа можеби моите песни имаат доста емоции и допираат до публиката, бидејќи јас сум автор на истите. И сите тие емоции кои што се пренесени во моите песни, во моите стихови, во мојата музика се во поголем процент, да не речам 100%, реални емоции. Кажи ми, дали имало моменти кога си бил во искушение да направиш нешто лудо поради љубов? Лудо. Па, не знам на што е за вас лудо. Но имало нормално во младост, лудост. Сега на вистина не можам да се сетам на некоја посебна ситуација. Некако Девојката он дом не се добратил. Нешто тако. Јас имало доста ситуации за љубов се водила и војна. И ден денес трае таа војна. Меѓутоа за тоа во некоја друга прилика. Постојат гласини дека жените буквално се влюбуваат во тебе преку твоите песни. Дали некојаш некоја обожавателка преминала граница и те ставила во неизгодна ситуација? Имало такви ситуации доста, да бидам искрен. За среќа, женскиот пол ме почитува, ги слуша моите песни, ја почитува мојата работа и мојата личност, тоа е добро, ме радува тоа, меѓутоа сепак сега сум фамилиарен човек, имам дете и секоја свесна жена знае до каде е границата. Кажи ми, твојата сопруга е македонка родена во Австралија. Како се запознавте, дали ја освои преку песната или некако поинаку? Ја освоив комплетно со целата моја личност. Тоа беше една така, да кажам, долга приказна. Еден ден можеби тоа ќе го пренесам дали во книга, дали на нешто друго, на пример филм. Една приказна која што ретко се случува. Ние мислиме дека сите сме на некој начин уникатни во својот живот, но тоа е така една судбина која што можеби и отстапува од просекот и ќе ја ставам сигурно во некој од моите документирани дела. Како ја освоив со мојата упорност и со мојата личност која што веќе кога ја запознав во тој момент, јас бев изграден и како човек и како професионалец. Колку те промени киркичката Кристина? Каков татко е Јордан? Кристина ми ги отвори светот и погледите кои што без неа, значи не може и да се труди човек, колку и да е интелигентен, тоа не може да го види, да го почувствува. Значи тоа е една бескрајна љубов. И можеби на моменти прави да бидам помек, да успорам малку за доста работи. Порано бев прилично експлозивен, но сега, дали е до годините, дали е и до неа, направи од мене еден човек кој што чувствува некоја голема одговорност, не само за себе и за семејството, него за тоа мало суштество кој што секој ден расте и секој ден нешто бара, внимание, љубов. И ме промени на подобро, морам да признам, и максимално го збогати мојот свет. Јордан, патуваш многу често, имаш настапи надвор од Македонија, турнеи во Австралија и пошироко. Кажи ми, колку е напорно целото тоа темпо што вие пејачите, уметници кои што имате вака доста ангажмани, колку е напорно едноставно да го реализираш приватниот живот со професионалниот живот и што најтешко ти паѓа во тие моменти? Да се одржува една професионална кариера и таа да трае со години, тоа е
навистина исклучително тешко. Впрочем, нема лесна работа. Било што да работите, а да бидете успешен во истата, значи бара голема посветеност, бара голема жртва и откажување од многу работи. Тоа е случај со мене, значи јас веќе активно работам 20 години, заклучно со ова 2025 година. Мојот прв албум го снимив и прв пат влегов во студио веќе далечната 2005 година и тоа го сметам за мој почеток. Бара многу откажување, бара голема жртва и навистина човек мора да ја сака премногу работата која што работи, конкретно сцената, песната, за да успее и за да трае. Најтешкиот дел е да останете присутен на сцената. Секој може да сними една, две, три песни, да се појави на фестивал, да снима видео и така натаму, да биде добар, може би одличен, дали во пеење, дали во свирење, но професионалната кариера носи големи притисоци некогаш. Од секаков вид. Морате да бидете професионален, мора да си одработите работа, може би тогаш и кога и не ви се работи, може би тогаш и кога имате личен проблем, здравствен проблем, например. Публиката доаѓа на ваш настап и таа очекува вие да бидете во најдобро расположение, насмеан, расположен, бидејќи тие се дојдени овде да уживаат, не да ги слушаат моите проблеми. Така да тоа долгорочно е еден долг и тежок маратон и затоа се одвојуваат вистинските професионалци кои што оставиле трага во оваа работа и оние кои што пробале па некаде застанале. Дали се случило некогаш да одбиеш да пееш на некоја свадба само затоа што не ги одобруваш младоженците? Не, апсолутно не. Не. Се случило да одбиам понуди кога барале пример од мене пред неколку години. Пример, јас имам така малку прилично, да речеме, строги ставови околу тоа да се има само македонска музика, ништо друго, значи 100%. Но како поминуваа годините и како созревав за некои работи и како осознавав многу работи, како еволуираше и самата публика, бидејќи публиката во 2010 и во 2025 кои што прават прослави и свадби не се исти. Значи тие 15 години прават голема разлика и сега во денешно време на младите има доста кои што сакаат само македонска музика, меѓутоа има доста кои што се многу либерални и едноставно сакаат само да биде весело и песната да нема граници. Тогаш кога има прилично строги ставови кон репертоарот, мене ми се случувало да одбиам пример свадба кај што се барало од мене 50% да пеам туѓа музика, друга музика, да не речам не македонска, а 50% да пеам македонски. И јас се одбивав такви понуди, што покасно сватив дека било тоа на моја штета, бидејќи тие мои строги ставови кои што ги држев, за жал од одредена група беа поддржани и да речеме пофалени, меѓутоа од друга група беа доста критикувани. Затоа сега стојам на едно мислење каде што нормално јас се застапувам македонската музика и 100% кај мене да стапам на македонската музика, меѓутоа некаде каде што има потреба, пример на некоја приватна прослава, кумот е на пример со некое друго потекло. Така да може да направам одредено отстапување. Овој твој став значи дека ти не поддржуваш да пееш некои страни песни, пример како српски песни или грешка го сватив прашање? Токму така, значи не поддржувам, да не бидам пак погрешно сватен. Јас сакав и се трудам и ќе се трудам да направам македонски бренд, македонски песни. Затоа и ако ја анализирате мојата кариера, ако се вратите наназад со репертоарот, ќе видите дека јас прво почнав со патриотско, кавал, гајда, зурла, тапан, македонски народни ноции. Меѓутоа како јас растев, како созревав, така постепено еволуирав, стигнав до одредени мои песни авторски кои што се веќе запливуваат можеби и во поп водите, како што е на пример Само тебе јас те сакам, балада, кој што
каде што јас гостувам, да не речам скоро на секоја свадба се пее таа песна за отварање на свадба. Така да можеби и на мене ми лично требаше време да осозреам и да патриотизамот го покажам во денешно време на едно малку поинако ниво. Значи, да, патриотските песни секогаш ќе бидат присутни, тие се дел од нашата историја, од нашето секојдневие, од нашето од нашиот живот кој што го имаме ние како македонци, но мораме да бидеме во тек со времето и да покажеме дека ние можеме да се носиме со современото живење. Затоа јас се направив пример една песна која што се вика "Наздрави за љубов, наздрави за среќа". Значи таа не е патриотска песна, но таа јасно кажува кој сум јас, бидејќи е напишана на македонски јазик и има една неутрална порака кој што повторно да речеме обединува. Дали постои песна која што си ја напишал за некоја бивша или забранета љубов, а таа не знае дека е за неа? И ако има, дали таа песна ја пее се уште на твоите настапи? То треба да се вратам назад што сум пишал и што сум снимал. Сигурно имало, но како поминуваат годините, веќе тие песни стануваат на некој начин дел од моето секојдневие, дел од мојот репертоар и тие сега се само песни. А тоа што е во моментот се мислило кога сум го пишал, тоа е заборавено. Македонските фолк пејачи често се мета на гласини. Кој е најголемиот трач кој што си го чул за себе и дали некој си реагирал на такви озборувања? Дали постоел некој трач за тебе во текот на твојата кариера? Па мислам дека постоеле многу. Проблемот е што ретко кој има образ и сила да некој работи ви ги каже директно во лице, а позади грб имало многу муабети кои што сум ги слушал, кои што допреле до мене, но пак ќе кажам, можеби заради годините и зрелоста, веќе тие работи навистина ретко да допрат до мене лично емотивно, порано допирале, затоа што, знаете, колку и да сте силен, кога ќе слушнете нешто дека некој сака со намера да ве навреди, да ви наштети, да измисли нешто кој што нема никаква врска со реалноста, едноставно човек се нервира за тоа. И порано сум се нервирал многу, меѓутоа сега веќе сватив дека луѓето се хранат со поготово кај нас со негативна енергија, што е многу лошо. А ако ги ставиме на вага, повеќе доминира негативната енергија отколку позитивната, но јас се трудам да се фатам за таа позитивна енергија и таа да ме носи во животот. А ова негативната, иако е некојаш многу тешко да ја тргнете од себе, се трудам да ја тргнам од себе. Спомнавме дека си познат по љубовта кон својата татковина нормално, но дали некогаш си бил во искушение да ја напуштиш Македонија и да се преселиш на друго место и да на подолги стази одлучиш да останеш таму и таму да си ја градиш својата кариера? Апсолутно сум имал. Сум имал такви искушенија. Сведоци сме ние дека во последниве не повеќе 10 години во нашето општество имаше и има многу турбуленции и многу луѓе се иселија. Сите мои другари, пријатели, ретко кој остана овде. Што е поопасно? Јавниот настап пред илјадници луѓе или кога ќе задоцниш дома па треба да се правдаш на сопругата? За среќа, фала му на Господ, сопругата има комплетно разбирање за мене и за мојата работа. Знае дека јас ако кажам ќе си дојдам за половина час, можеби баш во тој половина час некој ме сретнал, ме застанал или ми се јавил па сум пола час на телефон. Така да во поглед на тоа нема некоја посебна опасност кај мене. А што беше другото опасно, дали сопругата или да пееш пред илјадници луѓе на настап? Па тоа воопшто не е опасно. Ако првото не е опасно, второто воопшто не е опасно за мене. Напротив е предизвик. Имам забележено дека јас се трудам и кога има помала публика да ја дадам својата енергија, меѓутоа колку е побројна публиката, толку енергијата која што доаѓа од публиката кај вистинскиот артист е поголема.
Така да јас се радувам и за мене секогаш е важно кога настапувам. Прво што прашуваме дали е салата полна. Значи не прашувам дали ќе бидам платен или не знам што, него дали е салата полна. Тоа е за мене број еден најважно во кога е во прашање кариерата и настапите. Дали ти се случило некогаш да имаш некоја незгодна ситуација при настап која ќе ти нарачува песна некој човек што е во алкохолизирана состојба, што нормално се случува многу често на такви веселби, па да имаш некоја незгодна ситуација вака која ќе ја паметиш во животот? Имало ситуации доста. Во оваа работа имам поготово во ноќните часови или после 12, тука е веќе најризично. До 12 се е нормално, но некој после 12 се префрлаат стрелките и одма се менува самото расположение. И одредени луѓе кои што не можат да го контролираат алкохолот во нивната глава, знаат да направат ретко, но имало ситуации. Не би сакал да потенцирам сега, но имаше една ситуација која што буквално ме извади од контакт. Човек кога без моја причина ме навреди, а во тој момент на име на мојата мајка, а во тој момент мајка ми примаше хемотерапија. И некако направивме една ситуација која што беше малку не добра за него и му кажав дека ако продолжи, значи тука веќе светнува црвената сијаличка. Јордан издаде пред одредено време нова песна, нонстоп си активен, имаш нови проекти, од тебе очекуваат луѓето, твоите поддржувачи, твоите фанови, очекуваат нонстоп нешто ново, поради тоа што ти тоа им го даваш. Кажи ми што е следно од тебе и што може да очекуваме во иднина? Дефинитивно 2025 ќе има нешто, има неколку нови песни. Јас секоја година практикувам да изгледам минимум една песна. Последната моја песна беше со наслов Керка, посветена на мојата, на нашата Керка. Но сега веќе ќе планирам една песна која што е така малку подинамична и која што ќе може повеќе луѓе да се пронајдат во неа. Сепак кога е песната Керка во прашање, таа е сепак наменска песна и може да ја почувствуват и да ја разберат само оние кои што се керки или кои што имаат керки. А овој пат ќе одам на нешто така малку кој што до сега го немам опеано, а мислам дека ќе биде интересно за публиката. Нема да откривам што конкретно, тие што ме следат, а фала му на Бога има доста што ме следат, знаат дека јас сум цело време активен и ќе се трудам да и овој пат дадам и направам нешто професионално. Имам неколку трик прашања за тебе и на крај имам еден предизвик, малце вака да те расположам од името на екипата на Хајп. Кажи ми, кој македонски пејач би го викнал за кум, а со кој не би седнал ни на кафе? Па има прекрасни луѓе, кој би го викнал за кум. Би го викнал за кум Маријан Коцев. Да. А со кој не би седнал на кафе? Па јас сум спреман со сите да седнам на кафе. Не знам дали тие што не сакат да седнат со мене на кафе, дали тие се спремни. Јас со секој би седнал на кафе. На кафе би седнал, дали би застанал на сцена, тоа е нешто друго. Обично кај нас се мешаат работите, другарството и пријателството се меша со професионалниот дел и јас тука се трудам да направам една разлика и затоа можеби некои луѓе не ме многу сакаат заради тоа. Но јас би седнал со секој на кафе апсолутно, дури и тие кои што можеби не ми мислат добро. Кои се тие што не ти мислат добро? Па тие си знаат. Ако сите три колешки побараат да снимат дует со тебе во исто време, кого најпрво би го одбрал? Благица Павловска, Стојна Николова или Сузана Гавасова? Една од нив три, со кој прво би снимал дует? Трите се одлични. Но иако Благица е да речеме од генерацијски се различни, јас и Благица имавме една успешна турнеја во Австралија. Која година беше? 2019. Да, 2019. Благица е жена која што остави најмногу хитови
најмногу женски песни во од новосоздадената македонска музика, кои што сите пеачки ги пеат. Така да Благица е дефинитивно бренд и јас ќе дадам предност на Благица. Иако Стојни и Галазова се прекрасни, но сепак Благица Павловска е Благица. Таа е Мерцедес. Јордан, и за крај, Хајп Македонија ти спреми еден предизвик доколку прифатиш, значи да ни испееш некоја поп песна по твој избор, но во народен жанр, во твој стил. Дали постои таква некоја песна, еве што ти текнува во моментот? Па, кога пеам на свадби, јас имам и забавен блог. Пеам и забавно. Знам да ги одвојам тие два стила, но сега сакате малку да се прекрашам, да зборувам англиски на македонски. Ајде, што ти текнува? Ајде ќе пробам вака. Излажи ме уште еднаш, кажи дека не ми требаш, да не бидам твое минато. Заведи ме уште еднаш, кога веќе срце немаш и камено ми е потопо од него. Нешто така. Супер, Јордан, прав професионалец, се снаоѓа во секоја ситуација. Ти благодарам, прекрасно интервју, прекрасен муавет, ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник. Се надевам дека во иднина ќе имаме многу соработки и ти посакувам многу успех во кариерата. Ви благодарам, ми беше исто чест и на мене. Секој е добро да се гледа на злово и штом ќе има нешто ново, сигурно ќе бидете информиран. Јас сум Јордан Митев, а вие гледате Хајп Македонија.